Граѓанските организации во иднина ќе мораат да научат сами да генерираат средства за своите проекти. Тој процес на обстојување без грантови е долг, но има резултати, особено ако се свртат кон социјалното предприемништво, покажуваат искуствата на западноевропските земји. Бесплатна правна помош, ако давате на некаква целна популација, можете многу, бидејќи ги имате правници, ги имате као вештини, може многу лесно таа правна помош да се наслучи кон други целни групи за да ги продавате како услуги. Сепак, според Стојковски, државата треба да го зголеми својот удел во поддршката на граѓанскиот сектор, затоа што тоа е важна алка од општеството. Законот за социјално предприемништво од 2014 година нааму е на стендбај, чека да помине, но во основа тоа може да даде поттик. Тоа е едниот порив со здруженијата. Да зборуваме за социјалното предприемништво кај фирмите. Министерството за труд и социјална политика ги повика организациите да работат на јакнење на своите капацитети и да станат партнери во давањето на услуги на граѓаните, зашто би добиле поддршка и од Министерството. Ги поттикнувам и граѓанските организации и општините да се обратат во Министерството за труд. Секој оној кој што ќе покаже капацитет за раководење со сервис на локално ниво, ќе може да добие решение и овластување за давање на социјална услуга, секако ако ги исполнува стандардите, и да си се финансира за работата која што ќе остварува. Потребата за развиени социјални предпријатија и граѓански организации е најголема во пружањето поддршка на ранливите и маргинализирани групи граѓани.